Почитувани колеги, јас сум Владко Бутлески и ќе ве водам низ овој втор дел од видеообуката за користењето на платформата Moodle. Во првиот дел, колегата Гоце запозна со основните карактеристики на оваа платформа, како се креира курс по даден предмет или дадена област, како се додаваат, бришат ученици, а со мене ќе се задржиме денеска најмногу на како се користи најчесто употребуваната активност во Moodle, а тоа е квизовите, како во нив да додадеме прашање, како да креираме прашање и останато. Започнуваме. Нормално најпред да се најавиме. Колегата креира еден акаунт, ист како и оние кои вие ги имате. Значи, ова што го гледам јас и што ви го покажувам е она што и вие ќе го гледате со вашите акаунти од како ќе се логирате. Еве го првиот курс кој колегата го направи наменски за да објасни оние почетни работи. Јас можеби нешто во овој дел ќе повторам од тоа што тој го кажал, но тоа нормално не е на одмет. Кликаме на копчето, вклучи го редувањето на текст, со цел да можеме да започнеме да го менуваме курсот. И еве јас овде првен ќе го сменам името на наслов 2. Ќе го направам да биде квизови прашања. Значи овде треба да отштиклираме. И зачуваме. Еве го. Нормално, квизовите во овој момент малку ќе почекаат. Ќе се задржиме на прашањата. Најпред ќе креираме неколку различни видови на прашања, кои често се користат и кои се најзастапени во било какви тестови или квизови или анкети. За таа цел одиме во левиот дел, каде што е администрација на курс. Имаме блок на прашања. И тука ни се отвора еден ваков екран, каде што треба да ја одбериме категоријата, тоест папката или фолдерот, каде што ќе се зачувуваат нашите прашања. Појдиме во левиот дел, имате под прашања категории, приметувате дека не е целосно преведен. И сега можеме да додадеме нова категорија, нова папка, еве нека биде тема 4. Да речеме дека за оваа некоја си тема 4, ние треба да направиме квиз и претходно да создадеме прашање. Ја додаваме категоријата, еве овде, во заграда имаме 0, значи таа нема прашање. И сега одиме да во незе создадеме одреден број на прашања. Значи овде ја одбираме таа тема, таа папка, таа категорија. Овие три можности треба да бидат штиклирани, овозможени. Првото е да го прикажува текстот на прашањето во листата на прашања, да ги покажува прашањата кои ги има во подкатегории или подфолдери, исто да ги покажува и старите прашања. Одиме на креирај ново прашање. Откако тука ќе кликнеме, ви се појавува еден ваков екран, на кој што имате различни видови на прашања, зависи од инсталацијата, ова може да биде малку различно, но секогаш го има следното. Значи, ние ќе ги обработиме есеј, повеќе член избор, краток одговор и прашањата од видот точно-неточно. Започнуваме со најчесто користењето, повеќе член избор, го означувате, овде имате некое до објаснување на и кликате на додадете.
Каде да биде сместено прашањето? Нормално у тема 4. Име на прашањето. Тоа е некоја кратка ознака која некако вие ќе си ја смислите. Пример, тема 4 цртичка 1. Значи, прашање 1 од тема 4. Можете да ставите и некоја ознака која ќе ви укажува дека тоа е со повеќе члени избор или слично, а овде го пишувате текстот, тоест самото прашање. Како? Значи, прашањето е, ако функцијата се внесува директно од келијата, се внесува на Calc или на Excel, табеларни пресметки, се започнува со знакот. Сега треба да одиме понатака нормално. Овде, default mark е колку поени носи самото прашање. Значи, одлучувате самите вие, пример, ова нека носи 5 поени. Ова е општата повратна информација која ќе ја добиете, ако го одговорите точно или грешно, не мора да го понуваме. Ова опција овде е доста интересна, дали ќе има еден точен одговор од понудените или повеќе. Ако одиме само со еден одговор, тогаш треба биде вака. Ако сакаме да има повеќе одговори се дозволени, значи од 5 наброени 2 се точни, внимавајте дека тогаш треба секој од нив да, доколку е само од двата еден точен од ученикот, вториот не го знаел или погрешен, како ќе го регулирате тоа со 50-50, со одземање на поени или слично, кое што платформава и овие квизови тоа го можат. Значи, ние ќе одиме само со еден одговор. Одговорите ќе ги меша, значи штиклирано, нешто слично како на екстерно, не мора секогаш да биде на второ, на трето, на четврто, на петто, на прво место. При секое, значи, ако седе учениците еден до друг, кај ние ќе биде второто точно, другото, истото прашање ако се погоди ќе биде првото точно или било како. И овде дали да се означат изборите, понудените одговори. Згодно е да нема означување, не може да си покажат првото, второто, под А, под Б или број 1, број 2 е точно, но тоа го оставам на вас. Сега одиме со понудените одговори од прашањето. Например, нека биде прва опција дека тоа е знакот коса црта, тоа е делење. Сега ќе ги внесеме, па ќе објаснам за оценките. Втората опција нека биде еднакво. Трета опција нека биде пример множење. И еве доволно е четврта опција нека биде две точки. Точен одговор е еднакво и тука кај оцена ќе одберите 100%. Значи сите оние поени кои ги предвидеме овдека, 5, доколку ученикот го одбери овој одговор, ќе ги добие како 100%. Ако имате повеќе точни одговори, тогаш можете да одберите 50% ако се 2, 33,3% ако се 3 од понудените или било како, но тогаш мора да предвидите да и оценката биде во децимали. Тоа е многу важно да го запамтите, ќе го спомнам
покасно кога ќе го креирам самиот квиз. Во фидбек овде може да запишете грешен одговор, обиди се повторно, браво, точно одговори, или одлично, или како по ваша желба. Доколку 5 ви се малку, може да додадете. Еве овде доколку имате повеќе точни прашања, вашиот одговор е точен, делумно точен, неточен и слично. Ја ги зачувам промените и направив едно прашање со повеќе член избор. Сега во категоријата или папката тема 4 имам едно прашање. Така, еве го овде, во овој дел, кој кога го креирал, како го креирал, можете да го видите како преглед, како изгледа тоа прашање. Еве како ќе изгледа. Гледате, ние го напишем еднакво второ, па што мешаше, овде го постави како трето. Не е одговорено прашањето, бодови носи 5. Слично. Сега одиме на вториот тип на прашања, а тоа е прашање со краток одговор. Значи, short answer, го означуваме и кажуваме да додадеме. Повторно да се сними во папката тема 4. Тоа ќе биде тема 4 прашање 2. А прашањето нека биде ако во килијата е внесен погрешен тип на податоци, се јавува грешката. Значи, сега треба да добијате нормално одговор. Колку поени го цените прашањето, пример, еве повторно 4 нека биде. Поени, општиот податок, повратна информација. Овде малку треба да се внимава латиница, кирилица. Значи, може со некој опис или лейбл, ознака да му се напомне на учениците да пишуваат строго на латиница, на кирилица, да внимаваат на ознаките, волти да означа на латиница, да не биде на кирилица означено или било како, за да вие не би предвидувале овде. Еве во случајов ќе го задржим ова, дека големи мали букви не се важни. Значи да напишите волти со голема и со мала буква, нема да направи грешка, самиот Moodle. Еве овде одговорот, ние ќе го предвидиме да биде оценка 100%, значи ова е точниот одговор. Друг не би требало да постои можност. Значи, ако го напиши истото со мали букви, ќе биде прифатено заради ова. Сега, ако го напиши како на македонски вредност или не знам точен превод, тогаш ќе го јави како грешно. Ако сметате нешто, тогаш напишете еве вака.
и тоа да го рачуна со 100%, ако го напиши вака, но не би требало. Добро, зависи од како е креирано прашањето и го снимаме. Сега веќе приметувате еве го да го снимиме. Сега веќе имаме две прашања. Повеќе член избор и еве го икончето за краток одговор. Одиме на третиот тип, точно неточно. Означуваме додаваме. Исто во тема 4 да биде снимено прашањето. Тоа да биде тема 4 прашање 3. А самото прашање треба биде некое тврдење, исказ или било што, кој што ученикот треба да каже дали е точно или неточно. Еве го прашањето. Се извинувам. Значи, прашањето е, ако е лошо дефиниран опсегот на Кели, се јавува грешката тараба нул извичник. Речеме дека ова прашање ќе ни вреди 2 поени. Треба кажи ученикот само точно, неточно. Ако е точно, одбирате точно. Ако тврдењето е грешно, тогаш овде одбирате неточно. Во нашиот случај, тврдењето е точно. Овде може да напишите, реков, еве, заточен одговор ако одлично, ќе добие повратна информација ученикот, а овде слабо. Да чуваме промените и веќе имаме 3 прашања и одиме со последното, кое зависи што предавате, есеј, каде што барате некое поопширно објаснување за нештото. Додаваме да се снима во тема 4, прашањето да биде четврто, а самото прашање или барање дека биде објасни ги елементите на графиконот. Пошто треба да пишува повеќе, еве нека биде тоа 8 поени, повратна информација. Една забелешка само, доколку сакате да има можност ученикот да ви испрати покрај одговор на прашањето и некаква си слика или некој атачмент, овде дозволувате колку атачменти. Во нашиот случај доволно е да напиши, а ако дозволите, пример, еден атачмент да ви испрати, ова е можноста, може ја не мора да испрати, а може да бараме да мора да испрати еден атачмент, значи да слика напишаното,
ние ќе го вратиме дека атачменти во ова не ни треба и зачувуваме промените. Со тоа направиме 4 прашања, еве ги овде, од 4 различни типови, повеќе член избор, краток одговор, значи еве го есејот, повеќе член избор, кратки одговор и точно, неточно. Сега сме спремни да направиме квиз. Значи, замислете дека ги имате прашањата и сега треба да одлучите кои прашања ќе му ги дадете на учениците да одговараат на квизот. Значи, во овој дел квизови прашања, од имево додадете активност или ресурс и го означуваме квиз. Значи, гледате колку обширно објаснување, дури имате и можност за повеќе помош, додаваме квиз. Нормално, мора да има име квизот, квиз за тема 4. На ова овде, ако кликнеме, се отвораат сите овие скриени опции. Првото е тайминг или закажување од кога до кога, на кој датум, која година, во колку часот се закажува квизот, се отвора, се затвора, колку трае. Сега ова е мал проблем, може да се јави мал проблем, заради тоа што ако имате 20 ученици, нивните инсталации може да имаат различно време, часовникот да е напред-назад, различни временски зони, нешто така да, ако вие во случајов го направите да почне во 10, кај нив може да е во 10:30, а веќе тогаш може да биде затворен. Но згодно е да овозможите колку време му дозволувате на учениците да го решаваат самиот квиз, значи одлучувате колку. Пример, нека ова има време 30 минути. Ова овде опција значи дека кога ќе помини времето 30 минути, сите што се отворени обиди, а не стаселе до крајот да го испратат, автоматски ќе биде испратени, ние ќе заврши квизот и ние ќе добиеме од сите ученици кои го започнале, иако не стаселе до крајот. Понатаму, овде може да напишете која оценка ви е доволно за да помини, 2. Колку обиди му дозволувате, дали еднаш само може да го реши квизот, дали 2 пати, дали неограничено. Ова е тесно поврзано и со методот на оценување. Значи, како оценувате? Гледате, ова не може поинаку, пошто имате само дозволен еден обид. Но ако дозволите 3 обиди, вие може да го смените методот на оценување. Да ви е валиден првиот обид, ако има дозволено 3, последниот обид, дали ќе вадите просечна оценка или ќе видите од трите обиди кога добил највисока оценка. Значи, еве, прв обид, па нека се труди уште 2 пати, а вие ќе имате сознание кои се тие резултати што ги постигнал и на вториот и на третиот, не само на првиот. Овде за секој прашање да биде и во нова страна. 4 прашања, или еве, ние имаме 4 прашања, нека бидат 2 прашања на страна. Дали да се мешаат прашањата, пожелно. Кај мене ако е прво, кај другиот да биде трето прашање или обратно, значи за да се спречи можноста за препишување, договарање, покажување и слично. Овие
два дела треба да ги уштиклирате како што стои во упатството кое ви е поставено на обуката. Значи, овие треба да ги исклучите скроз, за да ученикот не добива пред време одговори на прашањата. Понатаму има дополнителни можности и ова е едно од поважните. Повратна информација или оценување. Значи, горната граница ви е 100%, долната граница ви е 0%. Значи, на освоени поени. Ако сте предвиделе 20 прашања по 5 поени, 100 бода, речиме, овде може да биде одличен 5, од 100 до 90%, од 90% пример до 75% или еве до, да бидеме лоши, до 80% нека е многу добар. До 65% нека е добар. Од 65 до 50% нека е доволен. И под 50% до 0 може и уште да додавате, но мислам дека нема потреба. Рестрикции некој немате, значи зачувуваме и се враќаме на курсот. Сега во наш дел, квизови прашања, еве го квизот кој го креираме за тема 4, и ако кликниме на него, ќе се отвори самиот квиз, значи дај порака дека се уште не се додадени прашања. Значи, вие сте креирале квиз, сте ги дефинирале правилата, оценки, прашања, мешање на прашања, на одговори и слични работи, како што претходно покажавме. Сега треба да со помош на уреди квиз да ги додадеме прашањата кои претходно ги создадовме ги имате. Значи, максималната оценка која може да ја добие е 5, така, тука не мора да ништо менувате. Еве, мешај прашања. И овде, во ад, додади, постојат 3 можности, гледате. Да направите ново прашање, да употребите прашања кои се веќе направени, ги имате во банката, или Moodle сам да додаде случајни прашања од банката. Ова е многу згодна опција, доколку вие првата година се помачите, но наредната година веќе имате прашања во банката и доделувате да, например, Moodle по некако си алгоритм додаде 10, 15, 20 прашања од различни теми за, например, годишен тест, така да сите ученици би добиле ист број на прашања, но различни. Може би некои од прашањата би се поклопиле, но така функционираше и екстерното оценување. Значи се имаше база од 200-300 прашања и на секој ученик добиваше по, не знам колку беа, 30 прашања, така истото можете да го. Ние ќе одиме од банката, одиме во тема 4, еве ги прашањата кои се таму снимени. Ја ќе ги одберам овие 3 прашања, освен есејот, или еве нека биде есејот, сите 4 ќе ги додам.
и снимаме. Доколку сега се вратиме во курсот, појдеме на квизот за тема 4, кликнеме на него, веќе не кажува дека нема прашања, дека не се додадени прашања во самиот квиз, туку ви кажува дека имате време 30 минути, дозволени обиди ви се 3, а методот на оценување е првиот обид. Ако се обидете со квизот, уште еднаш бара потврда. Еве реконе дека по 2 прашања ќе бидат на страна, па има следно. Овде ги имате не мора да ги одговорите па да премените на наредните, туку може да се движите лево-десно. Може и тоа да се спречи во некој од тие опции, кои не ги кажаме. Но овде нешто елементите на графиконот. Треба да напишеме дека е која е грешката. Така. Одиме на следно. Рековме овде точно и еднакво. Следно. Немаме. Врати се на решавањето, ако сакаме да се премислиме, имаме време. Ги потврдуваме ние сите и завршуваме. Секогаш бара дополнително и сега имате во есејското прашање да прочитате што напишал. Ова одма гледате дека е точно. Значи како го решил тестот. Во левиот дел каде што беа блок на прашања, постојат и оцени. Значи сите овие можете да видите кој што решил и како решил. Нашиот резултат нема да го прикажи, заради тоа што е од нас направено и вие сте како дефинирани како наставник. Но доколку некој од овие виртуелни ученици го реши и вистински ученик го реши квизот, овде вие ќе имате квиз за тема 4, вкупно за курсот, колку квиза имате, овде ќе ви сумира оценки, кое веќе е нешто по-напредно, но ова многу овозможува и олеснува работата отколку со хартиени тестови, па треба да се прегледуваат, па да се анализираат, па кое прашање кај сите точно, па кое прашање кај сите е грешно, па да се свалат таквите прашања. Знаете, но уверен сум дека ова што го објаснивме колегата Гоце и јас за една кратка обука од 2 видео лекции, дека ќе ви биде од голема помош. Го имате и самото упатство, кое е малку поопширно, можете да проверувате и слично. Ви благодарам.